Дечки, добар ден. Пред нас е нова епизода Просторитет. Моја гостинка денеска е Изабела Левенска-Милјаник. Може ви е позната преку нејзиниот Инстаграм профил Изабела_сум. Изабела е за мене на неверојатна инспирација во последниве неколку месеци, може повеќе од година, да не биде само дека се месеци, бидејќи преку нејзиниот профил се обидува да не запознае со домашната, регионалната и светската уметност на еден разбирлив и многу точен јазик. Разговара со нас на начин на кој што ние ја разбираме и имаме потреба да ја коментираме, имаме потреба дополнително да истражиме тема. Не носи јасни заклучоци, тоа мене многу ми се допаѓа, секогаш носи од клучоци и на незините толкувања на крај некако нам ни ја предава топката. Има разни слики од војна болница до Версај, од Њу Јорк до парк Жена Борец, едноставно на секаде на светот каде што патувала и воедно и дома се потрудила да скрои некакви приказни врз основа на кои што ние ќе успееме подобро се поврземе со просторот, со себе и со светот. И јас сум многу среќен дека она се одзва на поканата да биде моја денеска гостинка. И Изабела, добре дојде, и како си? Одлично, фала ти многу на поканата, задоволството е дефинитивно моја и многу ти благодарам искрено што отстапуваш простор на твојот подкаст и на твоите платформи за да се зборува за уметност и за да се надевам дека овој подкаст ќе биде еден вид инспирација да некој да направи нешто подобро или нешто поразлично од тоа што сум го направила јас и ти во твоето делување, затоа што искрено ми е чест како млад, чест ми е што имам сограѓани како тебе, млади луѓе кои што се грижат о општество да просперира. Фала ти многу. Јас некогаш знам да ги примам комплиментите, некогаш не знам, сега сум негде измеѓу. Ќе тргнам од првиот акт мене што ми имаш на терено преку Инстаграм профилот да го направам, отидов во војна болница. Заради тоа што ми висеше над глава таа слика што ја видов од Мазев. Ми висеше првично заради тоа што сакав да одам во костурницата во Велес. Да. И мој другар, кој што има туристичка агенција и се вика Синсрели Македонија, ова не е продукт пейслен, само еден начин на искажување љубов кон него, Игор Антов. Ми кажа дека костурницата не е не можеш да влезеш, дека таа си стои, си постои таму како таква и преубава и најголемиот мозаик практично дека е тој во Македонија, нели? Но јас бев во Кочани. И се тука влегавме во една дискусија дали споменикот на слободата во Кочани од Чемерски или костурницата на Мазев. Дали е подобро? Не е, дали грандиозно. И сега докеј во Кочани неколку пати одевме ради различни работи, ма не можевме да отидеме таму. И сега сфаќам дека ова дело ја не можам да го видам, а е дело за нас направено, за да може ние луѓето да го видиме. Да. И викам, окей, добро, ајде ќе одам во војна болница. И прво влегов во ургентниот центар, бидејќи таму знаев, и после викам, не, ја прашувам таа девојката која беше на шалтер, дали знаеш каде е мозаикот. И ми рече, има еден мозаик таму. Не се правев јас премногу паметен, туку само прашав дали знаеш кај мозаикот, бидејќи не сакав тука да има да се чувствува навредена или било што, туку само ми рече има еден мозаик таму. И ова беше пред Нова година, мислам дека беше декември. И одам и гледам Елка. Елката стои пред мозаикот. Практично го затвара. И ти можеш да го видиш мозаикот од близу. Не исто што е мозаикот од малку подалеку, бидејќи сега дали е раката, што е тоа, дали е телото, не можам да го пофатам бидејќи од близку перцепцијата е една, од подалеку перцепцијата е друга. И седеше тука, отидовме негде 12:30. И седеме таму и тука стои дечко, и мат се збунет во избедувањето, ние со блицеви светиме, знаеш, бојата ова, али е бојата таа, али е. Одлично. И си рековме кам, дали ова може да се исчисти? Ми беше прашање дека колку е осетлива таа коцка, тој материјал што е користен, дали има некој упатство за вработење, например, дали ги запознаваат? Мислиш ги запознаваат луѓе кои што работат во зградава со грандиозноста што ја одминуваат секој ден? Па не сум искрено сигурна чива би била таа одговорност да ги запознае и некако затоа јас си ја земам таа одговорност, а веројатно и ти си ја земаш како граѓанин кој што сака тие уметнички дела кои што пред се составени во јавни простори, ставени се во јавни простори, еве конкретно тоа дело, нели е направен во еден круг, во тој самиот круг, тоа е многу
апстрактно дело и во самиот круг има еден вид на борба, меѓутоа мене тоа што ми е фасцинантно и тоа што го забележав кога го гледав тоа дело е дека има еден прст кој што излегува надвор од тој круг и покажува некај скалите. И сега скалите всушност водат до целата, за самата болница и до операционите сали, можеби е некако вид на некој вид на апстрактно размислување на самиот автор, дека можеби борбата не е завршува на бојното поле, туку продолжува и надвор од кругот и можеби се докторите оние кои што помагаат таа борба успешно да заврши, луѓето да се излекуваат, што мене исто така му дава некој друг различен контекст, а е многу убаво тоа што сте го направиле, што сте отишле таму, затоа што мислам дека многу често луѓето се привикнуваат на сценографијата која што ги обкружува и во јавниот простор, ама и во просторот каде што работат и многу малку се запрашуваат што е тоа таму и зошто тоа е таму и некако ти кога ќе дојде некој човек кој што специјално можеби дошол за да го види тоа и фала Богу што сте отишле само за да го видите тоа уметничко дело таму, му дава друга перцепција, можеби се вели, ако вие дошле и се видат тука, мора да е нешто за кое што можеби и можеби кога би разговарал со него и нели кога би некој би му објаснил зашто станува збор, можеби различно ќе се го перцепира своето работно место, местото кое што го чува, местото каде што го поминува поголем дел од времето и никако кога би знаел дека гледа во уметничко дело на еден од најдобрите експресионисти во Југославија. Можеби ќе се заинтересира за експресионизмот, па можеби ќе свати всушност дека експресионизмот е до некаде се користел и како оружје за време на студената војна. Затоа што има многу документарци кои што покажуваат дека всушност експресионистите биле еден вид, тоест уметноста во тој период како правец експресионизмот било еден вид оружје на САД против СССР, односно против тој еден социјален реализам, социјалистички реализам кој што бил во тоа време. Како започна експресионизмот? Па експресионизмот всушност идејата како станува тоа популарен е фактот што за време на студената војна во социјализмот најчестите мотиви кои што уметниците, тие кои што се најдобри ги сликаат се фигури кои што се политички фигури во одредени ставови со одредени црти на лицето кои што даваат некој авторитет. Исто така го прикажуваат народот, работникот, како работи, како го гради општеството и некако мотивите се такви. Од друга страна, САД, односно ЦИА, решаваат дека ќе направат кое што тоа никогаш официјално не било државен проект, меѓутоа кога ти го објаснам ќе видиш колку е многу државен проект, заради тоа што они велат окей, вие правите уметност која што го прикажа вакво вашето општество и вашата реалност, ние сега ќе направиме уметност, ќе ги земаме ротко, полог, кои што се во тоа време воопшто не се познати на јавноста и ќе го создадеме експресионизмот, односно ќе направиме нешто апстрактно и нема да се фокусираме на реалноста, туку на тај еден вид слободоумие и ќе се фокусираме ние на чувствата и на тоа што дека чувствата всушност се побитни од вашата општествена прикажување на уметноста и они всушност тука ја гледаат Југославија кога се случува или во 48 мислам кога се случува тој преокрет, да не речам, помеѓу Сталин и помеѓу Тито, они тука ја гледаат Југославија како супер можност да е протнат таа уметност и всушност
самата, мислам не само во Југославија, они во целиот свет, прават еден вид на кампања каде што ги носат тие уметнички дела, прават огромни изложби и покажуваат нешто што досега луѓето не го виделе. И нели тоа на моменти, нели за многу луѓе тоа не било уметност, него ни перцепирале како Тоа е ова. Да. И они во 56 година во Белград за прв пат пошто ја гледаат тука Југославија како можност да ги внесат тие некои западни вредности, за прв пат создаваат уметничка изложба која што се вика модерна уметност од сад. Можеш тоа да го замислиш како, мислам, кој знае каков настан бил, и тоа е всушност настан каде што се гледа уметност која што до тогаш во Југославија ниту се финансирала таква уметност, ниту била прифатена, ниту била замислена дека е можна. Ниту била замислена дека е можна. И тука по таа изложба луѓе, посебно уметниците, се создаваат и уметнички групи кои што се и од Словенија и од Хрватска, и тука започнува некој вид на ренесансен период каде што се прифаќа таа еден вид на нова уметност, односно експресионизмот, и реално Петар Мазев, тука е Лубарда исто така кој што го прифаќа тоа, и Петар Мазев е еден од најдобрите. И токму тој Петар Мазев, кој што реално дури бил наш представник на биеналиња, мислам, признат во светот. Истиот е Петар Мазев, ти можеш да видиш уметничка дела во една болница. И затоа велам, кога они би знаеле, луѓето кога би знаеле, сигурно различно би го перцепирале. А за да го знаат, треба тие информации да бидат по објаснати на многу по разбирлив начин, ама и сметам дека и треба да се повеќе достапни и да има повеќе простор, медиумски простор за да се зборува за тие работи. Да, па спомнав преска, нели, Горан Стефановски вели дека пајаците си курат пајажини за да преживеат, дека имаме потребата од прикани за да не повредат од оваа точка до таа точка до таа случка, тогаш во Белград, па и целиот тој експресионизам дека до некаде стигнува после со моќта овој народ да замислува и дека да има еден човек кој замислувал рамо до рамо со тогаш со светот, бидејќи верувам дека јас во една таа фаза на прифаќање негово, дека сепак он си го доживува и си го живее своето великанство. И многу голем дел од нив си го добиваат местото во општеството и имаат прекрасни, државата им дава имоти врз основа на кој што они може да во кој што може да творат, и не само он, туку и сите останати. На пример, јас кога бев дете се сеќавам, имам отидено со татко ми кај Корубин во ателјето, тоа е една куќа во Сара, и сега прашав таму, ми кажаа дека таа цела улица била куќина уметници. Исто знам дека спроти Сити Мол, зградите што се веднаш спроти Сити Мол на Партизанска, во тој ред си дружено со внукот на Такимо Павловски. И тука влегувам и идеме кај него и ми вика, ова е станот на дедо ми кој што му е подарен заради тоа што има втор спрат кој што е втор спрат ателје. И ние влегуваме и таму има 100 слики. Ја не можам да верувам дека на тој начин биле третирани уметниците и дека им се давал тој простор за отварање на душите после некој време, бидејќи Тито го прифаќа тоа. Дека не продолжувам да каже не, идеме ние се СССРовски, туку вика и луѓе, па ајде ќе се отвориме и кон ова да видиме какво влијание ќе има тоа. Заради по таа причина во 2018 кога бев во МОМА на првиот спрат се качев и имаше југословенска уметност трафиката од кај нас од населба, југословенска уметност факултетите кај што сме учеле, буквално бифето стоеше мој во Њујорк, имаше Македониумот стоеше во МОМА, имаше централна позиција Македониумот, Искра, телефоните, горење, машините, сето тоа беше еден прекрасен простор и сега
најголема победа на американците било тоа што го земале Никола Тесла. Почнав да градам тука теории, ама тоа е кул што се случило до одредена мера, да речеме Тито отворил. Јас му замерувам заради тоа што не отворил во однос на музика, на пример, не ги отворил, да речеме во 70-ти години Pink Floyd кога почнува да функционира или имаме и посубверзивни актови од нив во тој цел временски период, нашиве ако су то само, знаеш, еден многу попозитивен ритам тука дека се уште ќе биде утописки убаво, додека во Америка се случува нешто сосема друго и мислам дека они имале некое контролирано отварање као. Секако. Сепак и уметноста на Мазев иако добивал голем простор, не била таа од сите конзумирана, била сепак конзумирана во едни елитистички кругови, каде што они ги користеле на некој начин и како трофеи уметниците, заради тоа што Тито бил многу фраер во тие аспекти, знаел да седи на маса, знаел како да се однесува и сега ќе ги земам јас моиве тројца експресионисти, ќе ти ги однесам да се шетаат со кралицата малце во Лондон. Па после ќе ги летам до неврзаните да викаат вау, кои се овие кралеви, од таму ќе ги донесам во Њујорк и сега во таа дипломатска кореспонденција ти си речеш па види, сериозна држава. Сериозна држава која што влегува и практично ги гради своите културни амбасадори кои што тогаш ти даваат можности да си викаш видиш овој народ и не е туку таков. Ама кога ќе ја земеш споредбата на просечниот југословен тогаш и просечниот американец тогаш, значи они имаат Вудсток и што се не им се деша таму отварање на умот, психодели и јадење, а тука нашите се облакаат сите у исти фармерки, возат исти коли и викаат ова е најдоброто место на светот. Така има една широка дисонанца помеѓу реалноста и тоа што си го играло. Мене секој ми се свиѓаат овие приказни дека тоа било проект нација, заради тоа што ја верувам дека и УДБА се имало исти проекти, бидејќи го сватиле моментот дека таму е надпреварот, бидејќи ти во тие 4, сега јас и ти на пример додиме на семинар за нешто што ни е тема нас драга во Њујорк. И у 4 дена ќе брилираме. Значи 4 дена ти имаш 4 дена по малку површина од твојот карактер да му споделиш на тој таму и ќе кажеш вау, ова каква држава е Македонија, бидејќи тоа биле такви настани, знаеш, не се кажувале за маката на народ, ни го фалеле нашето најдобро. Дефинитивно и мислам во самото брендирање на нацијата, културата игра огромна улога. Например, еве во моментов мене многу ме интересно како баш читав пред некое време за во 90-ти години како после економската криза Кореја целосно решава да се брендира себе си како нација преку културата. И тука доаѓа тоа еден огромен бран на филмови кои што се корејски со некоја одредена естетика, на K-pop културата и на сето тоа. Па еве сега во поново време е многу со самиот стил е многу прифатано некако од Европа и од Америка како нешто што е екзотично. Не знам дали ги виде дека и овие сега што се K-pop старс имаа практично средба со Макрон, тоа не е шал воопште. Да, затоа што имаат огромна фан база која што е млада и која што си ги некако образува своите ставови, до некаде и се поистоветува со тие звезди и со нивните вредности и всушност мислам дека и од секогаш културата и уметноста се користеле како да создадат еден вид на културен надпревар, како да не речам, помеѓу сите народи. Ама знаеш кој момент тука? Често сум се среќавал со тоа. Јас во одредени фази од својот живот сум ја сметал да речеме за сликарството како една елитистичка форма на уметност. Овие работи што ги прават на нашава територија малку го демилотигизираат тоа, бидејќи споменикот во Слободата во Коча некој го прави чемерски. Тоа е 70. Значи тоа е за народот на тоа место. Костурницата која што е сега затворена и таа поштата на пример, која што изгоре, таму имаше феноменална. Исто така во централен регистар кога ќе влезеш. Значи ние сме проткајувале една приказна каде што сме ги спојувале прво изградите кои што се изградени и целиот простор на начинот на кој што бил уреден. Сега скокнавме од едно место на друго, но сепак овој град во неговиот крај добил еден сосема нов почеток. Јасно. Кога се појавила приказната на Кензо Танги. Не дека претходно не бил убав.
како и Линденска што е денеска, така прилично изгледа Скопје, се не кукички сладки, кои што денеска биле преубави локали, преубави ателјеа и музеи и останато, но Скопје добива една шанса да се реизгради. И граѓаните, мене што ми е чудно како они го губат трагот и како прекинуваат да раскажуваат таа приказна, они можеле од еден град срамнет со земја да доживеат градење на еден многу модерен град кој што се надпреварува буквално на секое поле на естетиката. Не само тоа, да. Не само тоа. Во било кој контекст кога ќе го земаш предвид фактот дека за време, еве конкретно сега пак за студената војна, ама за време на студената војна која што кога таму трае 48 до официјално до 91 или до 89 кога Берлинскиот зид е срушен. Мислам дека тоа е прв пат каде САД и Советскиот сојуз седнуваат на една маса и решаваат да го реобноват овој град и всушност тоа што ни се случува во 63-та како земјотрес, тоа затоа и нели ние имаме еден вид на брендинг, се вика Скопје град на солидарноста, затоа што тоа е град кој што е изграден, целосно реизграден од Обединети нации. Тука доаѓа цел свет и цел свет нас ни помага ние да го реизградиме тој град. Стигнуваме до таму до каде што уметници, светски познати уметници како Пикасо, како Калдер, како ги подаруваат своите дела, затоа што има премногу дела се создава музејот на современа уметност. Не само проектот на Кензо Танге, туку проекти од стигнуваат проекти од цел свет и тоа, значи во исто време стигнува некако вид на помош, нели она помош која што ни е најбитна во моментот, ама стигнува и некој вид на културна помош и тука сите заедно нациите помагаат за да овој град се реизгради. И тоа е, јас сум прегорда искрено, што некако гледам како историски овој град обединил толку многу нации и сите биле со една мисла да го реизградат. И не знам кој не би бил реално горд, затоа што тука кога ќе се сретнат сите тие нации, имаш ти тука мексиканско мало, кои што биле направени со монтажни куќи кои што биле донирани од Мексико. Имаш ти тука тигрите кои што го создале музејот за современа уметност, што бил најдобар музеј за современа уметност во тоа време. Ги имаш тука словенците кои што ја го создаваат МОП, значи тука имаш Кензо Танге кој што го создава планот како тој град ќе изгледа, меѓутоа ги имаш тука и дефинитивно мене тоа не ми се допаѓа што некако ги забораваме македонските уметници секогаш кога зборуваме за тој еден вид на реобновување на градот, кој што реално преку својата уметност во тоа време творат и преку своите архитектонски дела даваат еден вид на надеж за некое подобро утре. И сега ти кога го видиш тој брутализам и тие згради, кога ќе размислиш малку дека всушност тоа не е само бетон, туку е еден цел символ на реизградба на нешто ново, и тоа дава некаков вид на оптимизам, тебе не знам дали остануваш рамнодушен, како што и дали би ја гледал таа зграда со исти очи како е било која друга зграда која што се изградила во поново време, која што можеби нема таков вид на значење како што имало тогаш, нели? Тогаш е изграден, после тоа е изградени природонаучниот музеј, тука се изградени нели многу битни точки во градот, тогаш е изградена и поштата и никако кога ќе размислиш колку луѓето тука дале своја труд за да и некако љубов и своја визија за да го реизградат овој град, почнуваш да го гледаш со други очи, почнуваш затоа и мене ми е многу битно преку мојот проект Museum of Public Art,
некако сите тие приказни во градот преку кои што се направени преку тие скулптури, да ги раскажам и да ги соединам. Затоа што кога во Скопје се одржувала изложба на паркови скулптури која што до ден денеска постојат во градскиот парк, во исти период се случувала таква изложба на паркови скулптури во Берлин, например. Значи, ние не сме назадувале во тој контекст. Да не зборувам дека во Скопје има уметнички дела кои што се подарени од други градови. Други градови од Македонија имаат донирано уметнички дела кои што стојат на одредени точки во Скопје, кои што јас успеав да ги мапирам. И некако знаеш, кога ти би било друг град и кога ќе дојдеш тука ќе си речеш, па види моите сограѓани биле совесни, во тој момент направиле некој убав гест и искористиле уметноста за да покажат дека сограѓаните од Скопје им се важни. И одбрале и кој тоа ќе го направи и како тоа ќе изгледа и некако мене сето тоа многу ме фасцинира. И затоа баш пред некое време имав на Инстаграм, баш пишував за тоа дека како ги мапираме со QR кодови уметничките дела, така сметам дека треба и архитектонските дела и зградите да почнеме да ги гледаме како едни огромни джиновски скулптури кои што зборуваат за некој вид на надеж кој што постоела во тоа време за подобро утро. Затоа што го гледам тоа како користење на уметноста за да се премина преку една огромна траума која што им се случила на луѓето. Многу е убаво. И баш би било симпатично до домофонот да имаш изгравиран еден QR код и тоа може добра идеја за сега за Скопје 2028 да се обидат да се поврзат тие приказни, ќе збориме подоцна за Скопје 2028, но како го збореш ова и како живеам јас во овој град, разбирам дека Скопје е еден град на краеви почетоци. Значи кога Пиколо Мини го пали, бидејќи се разболува градот, после тоа го имаме земјотресот кој го руши, истовремено имаме и поплава. Неколку години, 65-та, мислам дека има и сериозна поплава каде што се поплавува Скопје. Како град и одново успева да раскаже некоја своја приказна, но не сум сигурен дека успева да ја прераскаже, дека успева да ја пренесе, дека остануваат приказните врзани со едни генерации на луѓе. Да речеме, сега ние збориме на нашите баби и дедовци. Баба ми и дедо ми имале околу 20 на години кога бил земјотресот, скокале од прозори, се случувало се тоа и они секогаш со мене кога разговарале за начинот на кој што преживеале, заради тоа што не биле многу едуцирани. И иако се случувале такви фасцинантни уметничко-градителски подвизи на подрачјето на нивниот град, они никогаш со мене не ја отвориле приказната, не ја раскажале приказната. Тоа се случило тогаш, но не успеале они да ја прераскажат. И во некои периоди сум имал и малку гнев кон нив, заради тоа што не ми ја раскажале приказната. Например, дедо ми кажуваше како ја добил куќата. Дека таа куќата на улица Козле. Горе на бензинската Мак Петрол, тука ги направиле, тие се словенски бараки, словенечки бараки биле нашите, од другата страна биле мексички. Се на старата наша барака се уште пишуваше Елан. Елан не знаеш, словенска фирма. И отидов вика ја таму и ми го дадува клучот. Некој зима вика по 2 по 3 клуча. Јас вика смотар еден клуч земав. Знаеш, сега тие што имале по 2 по 3 клуча што земале тој ден се моментално имаат имотот од 3 милиони евра, 4 милиони на улица Козле, вреди згради, изградено станови, мислам, испрекината и расечена таа врска, веројатно една од маките на тие луѓе тогаш било што не биле многу едуцирани. Скопје, иако ја добива таа шанса да се изгради како град, неговите образовни институции не се толку силни. Иако успева да ја изгради, ја гради со помош, сепак капацитетите кои остануваат на овој народ, и сега знаеш, многу често знаат тоа да го кажат и за некои неуспешни примери, он што изгради вие не може да поправите, и дека таа, знаеш како, вечна потреба од некој да ни помогне, мислам дека е сериозно врзана со идентитетот на овој град. И дека тогаш нашите граѓаните, скопјаните и останатите доаѓаат да помогнат, но товарот на знаењето за да се изгради тоа и да изгледа така, сепак во делови доаѓал од македонци, но во голема мера и не доаѓал. И тука во мене се разбуди една тага
каде што гледам дека тоа продолжува нашата до некаде потреба другиот да дојде, да ни каже, еј, тргни тука и овде ќе го најдеш своето, а дека не доаѓа тоа инхерентно од нас самите, дека не ни доаѓа на нас самите да размислиме како сега ова купче, ова мало, ова место има историја, има врски и треба да си го објасниме. Заради тоа што ако преминеме сега тука и отидеме позади Јосип Брос на тој централниот паркинг, каде што е преубав комплекс од згради кои што имаат сериозна логика и становите се направени преубаво, во таа околина моментално има 10 до 15 згради кои што се градат и кои што ја нарушуваат таа прекрасна естетика која што била наметната тука. Тука мене ми се создава следен страв дека Скопје има таква една историја на почетоци и на краеви. И не сакам да верувам во фаталноста дека треба да има повторно некаков крај на градот за да тој почне, туку дека нас не останува можноста преку прераскажувањата на минатото и обидот тоа да го доближиме и до оној кој е неук. Така. Затоа што целосно се согласувам со тебе во некој од аспектите што ги кажа, и всушност и тоа ми беше еден од главните пориви зашто го создадов Museum of Public Art. Две многу битни работи има во мене кои што тлеат, а тоа е моментот дека имам ја веројатно некој вид на сила, си пронаѓам нека сила во себе си и веројатно и тоа е од начинот на кој што сум воспитана и растана и како функционирам во моментов, ама имам некоја сила и го имам тој еден момент дека не ми треба мене институција за секоја промена што јас сакам да направам, не ми треба мене секогаш институција, знаеш, и јас и ти например во нашето образование го имаме стикнато на правниот факултет и знаеш, има еден момент во тебе што ти дава еден вид на знаеш дека некои работи се можеби тоа што јас го правам со скулптурите, како мене ми доаѓа идејата јас тоа да го направаме, јас проаѓам низ градот, јас гледам преубави скулптури, гледам дека немаат информативни одбележја, ме фрустрира фактот што многу го слушам наративот дека во Скопје неубаво ништо не се случува и некако си викам точно, можеби на луѓето има неубаво затоа што немаат контекст, што е ова, зашто е, кој го направил и некако си велам, окей, ама јас тоа не можам да направам сама. А од друга страна си викам, зашто да не можам да го направам сама, ако јас ставам QR код на лепница кој што секој може да извади. Некој тоа ќе го исперцепира како вандализам, ама друг ќе го исперцепира пошто реално нели тоа е можеш да го класифицираш како вандализам затоа што ти го поставуваш тоа на постаментот, меѓутоа од друга страна пат си тргам од тоа и си велам, окей, ама јас таа налепница можам да секој може да извади, а вака ќе добијат повеќе информации за градот и можеби и различно ќе почнат да го перцепираат градот. И некако кога ќе тргнеш со таа некоја сила во себе си, кога граѓаните ќе ја пронајдат таа некоја сила во себе си да сватат дека секој се што не им се допаѓа во овој град, не само во Скопје, во било кој град во кој што живеат, во држава, во друга држава, кога ти ќе пронајдеш таа сила дека тој јавен простор е реално и твој, дека ти тука плаќаш даноци и дека ти реално треба да си го направиш тој јавен простор убав. И дека ја не морам да чекам институциите мене да ми го создадат, него имам и некоја моќ и сама да го направам тоа, нели? Многу треба да се внимава како тоа ќе го направиш сам. Дали ти тоа ќе го направиш сам, знаеш, од чисто некоја причина за да ти си дадеш на себе си вредност, односно не знам се, јас вандализам ќе биде ако јас земам, си направам табла како што јас ја сакам да си издизајнирам и ја ставам таму и речам ева, ова јас сега дадав информации и ова јас го правам како што јас сметам дека треба да го правам. Тоа е да не речам и еден вид на безобразна. И некако кога ќе ја направиш, кога ќе ги фатиш тие сите аспекти, кога ќе кажеш, па зашто јас да не го направам тоа? Зашто еве како што јас имам Museum of Public Art и ги правам тие скулптури, зашто да не направи некој исто таков проект за сите градби, сите згради кои што се направени, не знам, и пост се ми одрасот во Скопје, а можеби и сега. И некако
не само за скулптури, може некој да зема и да ги мапира графитите во градот, муралите во градот, сето тоа е исто јавна уметност. И некако кога го сватиш тоа дека секој може од нас тоа да го прави и не ни треба можеби катастрофа, само ни треба не да не ни треба реално катастрофа, него само ни треба се тоа што не нервира да најдеме начин како да си го поправиме ние за себе си и за останатите. До некаде се согласувам со тебе, но знаеш кој момент за мене ми е битен како силата сепак доаѓа преку некакво знаење, преку некакво запознавање, преку еден момент на подкршнување некогаш во твоето минато, на твојата реалност и твојата верба дека е можно уметноста да ги менува нашите умови, да ги обликува. И јас верувам во тоа, ама знам исто така дека секогаш приказната на поврзување со уметноста е автентична за секој еден. Дали е тој уметник или еден што ја толкува или еден што ја прераскажува како во овој момент ти. Би сакал тоа малку да ми раскажеш за тоа како се случува тоа, се сеќаваш на пример нешто кога си видела во еден момент и како тогаш почнуваш да имаш еден друг правец првично на доживување, бидејќи знаеш како убава песна, како убава слика, како убава зграда. После тоа гледање, иако можеби не знаеш во тој момент за прв пат што гледаш, тоа на несвесно ниво, на еден невидлив дури начин ја менува траекторијата на твојата мисла. И сега мериме од кога ја видов пример оваа слика, па натаму од кога ја видов таа боја, па наредната боја. Знаеш, за мене зелената е оваа зелена, па јас по неја барам таа да одговара со зидот. Така и таа ми е референца, дека таа добрата уметност и добрите работи дека стануваат референци кои ги образуваат нашите сетила, нашите очи да гледаат, нашите уши да слушаат. Кога се случува тоа кај тебе? Тоа ме интересира. Па мислам дека од многу мала баба ми и дедо ми многу често, пошто живеат многу блиску до градски парк, и многу често скоро секој ден се шетавме заедно, секогаш ствари кога бев кај нив, обожавав да поминувам време кај нив. И баба ми Љубица и дедо ми Пана многу сака уметност и цело време за да стигнеме до парк поминувавме тука кај Цека, кај влада на Република Македонија и да за нив тоа беше Цека. И така и таа е фасцинантна зграда што е сега пред. Јасно. И таму е еден споменик на ослободувањето, тоа е еден од моите најомилени споменици и во тој баш на тој споменик се прикажани сега повеќе тела, повеќе фигури, да. И сега имаше една од фигурите е жена во фустан како држи пушка. Мене тоа ме беше фасцинантно како жена, никогаш претходно јас немам видено таква скулптура како жена држи пушка. И баба ми и дедо ми како еден прекрасен човек, феминист, ми објасни дека жена може све да прави. И дека преку тоа она може и со сукња, и она може да трча и на планините со сукња и да ја брани државата. И некако тој споменик после некое време, тој споменик за мене има емотивна некаква врска, затоа што секој пат ме потсетува на заедничкото време поминато заедно со баба ми, со дедо ми. И такви споменици, јас во центарот на градот имам премногу. И што од, не знам, сум седела со другари, баш пред тие споменици, сум ги разговарала, не знам, дечко сум имала со дечко ми сум седела баш пред таа скулптура, па нешто ме потсеќа времето поминато пред тоа уметничко дело и повеќето од нив се апстрактни и не може да не те интересира како, пошто поминуваш долго време покрај тие скулптури, а не само тоа, поминуваш, пешачиш твојата рута за да ти стигнеш до средно, за да стигнеш до основно, за да стигнеш до училиште, да стигнеш до работа, е поврзана и ја гледаш како една мапа каде што имаш точки каде што има уметнички дела. И почнуваш да се интересираш и почнуваш да го гледаш тоа на начин на кој што стварно ме интересира. Ме интересира кои се тие уметници кои што ги создале.
И всушност така почнав да истражувам уште од многу одамна. Мислам, уште пред да го направам јас проектот, многу години пред да го направам проектот, јас почнав да истражувам кој е направил скулптурата која што се наоѓа во, не знам, во Жена парк, па зашто е направил, па зашто изгледа така, па што представува. И всушност така дознавам јас дека многу скулптури во Скопје се направени, стојат конкретно на одредени точки. Има зашто стојат таму. Таму постоела некоја куќа, таму постоела некоја работилница, која што била тајна работилница за време на Втора светска војна. Па никако гледаш како ги поврзуваш работите, како жените доаѓале им помагале на мажите додека они ги правеле тие, носеле храна, им носеле уистина информации додека тие ги правеле тие оружја таму за да почне тој процес на ослободување на овој народ и никако така кога ќе сватиш колку грандиозни настани се представени преку уметнички дела, не може да не ти заигра нешто во тебе да си речеш да и да останеш рамнодушен и сватив во моментот кога сватив дека на многу луѓе тоа не го перцепираат не пошто не ги интересира. Не дека не сакаат. Не дека не сакаат. Не. Ниту дека се прости, ниту дека не да Боже, не. Значи мислам не сакам воопшто никој никогаш да се за својот народ да вели дека е мислам прост и дека не чини, дека неук. Тоа мислам дека одлика на луѓе кои што пред се не се воспитани. Некако, не знам дали ти го делиш истото мислење со мене, ама деве јас дури кога бев секогаш кога мислам така сум растана, ама секавам еднаш знаеш како е кога студираш да ти почнува доаѓаш од средно, почнуваш да влагаш на правен факултет и доаѓаш до стадиум кај што ти имаш 1000 страни треба да научиш за 3 месеци, буквално, и тоа не е еден испит само. И се сеќавам еднаш седам учам дома и викам на мајка ми, леле, не ми се верува каков глупав факултет запишав, што се направив на себе си. И мајка ми таква како што секогаш достоинствена, смирена, ми вика Изабела, никогаш да не сум те чула нешто у кое што ти трошиш свое време и свој интелект ти да го наречеш глупо. И тоа некако те менува целосно, си викам стварно, јас зошто да си го омаловажувам јас својот труд и време за нешто и во тој контекст го гледам и народот и местото кај што живам, зошто да си го омаловажувам градот, народот, моите сограѓани, луѓето кои што ме опкружуваат, јас имам можност да се поврзам со истите, имам можност тука да живам, јас сама на себе си, ако си кажувам дека луѓето околу мене се недостојни за уметност или се недостојни за промен или се недостојни за култура или самите по себе се лоши, тоа што кажува за мене, тоа кажува дека јас растам, создавам тука, правам нешто, јас сум дел од тие. Значи не сум ја изолиран случај. Ако јас тоа го размислувам за мојата држава, за мојот народ, тоа важи за мене. И некако мора тој наратив, ако сакаш да го смениш тој наратив, ти мораш да направиш нешто за да го смениш тој наратив, а таа промена супер е кога е институционална и супер е кога е систематизирана. Меѓутоа мора да доаѓа од лично од тебе. Мора да доаѓа од некој пресретување такво. Јас на пример не доаѓам од фамилија која има некаква сериозна поврзаност со уметност. Во домовите во кои што сум живеел, единствено имало многу книги. Значи, зборев визуелна уметност, значи на многу книги имало. И сега мојот дом кога погледнеш има повторно многу книги заради тоа што имањето на многу книги не дека секогаш ќе ги прочиташ книгите, ама самото гледање во нив ти дава една скромност колку ти практично не знаеш, дека колку уште многу има. И знаеш како секое наредно купување е една нова, знаеш има една ново голицкање така кога ќе ги прочиташ првите 3-4 страни, па кога ќе го стокнеш планот ти како ќе ја прочиташ таа книга, па сето тоа така фасцинантно ти делува, па да ќе ја завршам сега ова и тоа и ќе стигнеш некаде до половина. И не е страшно.
Знаеш, тоа многу малце подоцна го сватив со книгите. Не е страшно исто како што јас на пример сега да отидам во Мадрид и да ја видам Герника и ќе стојам и ќе бидам со часови можам да бидам фасциниран. Но на крајот ќе заминам од таму. Јас не можам вечно да останам и да го туку овој дел може во овој период од мојот живот. Овие 14 страни да имаат круцијална мисла да создадат, како што ти кажав, да ја променат повторно траекторијата и некако тој бил за мене влезот. Читав мал па сакав да пишувам како мал, но после подоцна сакав да бидам фраер. И во круговите во кои што растев не кореспондираше баш читањето и пишувањето со фраерлукот. Фраерлукот беа некои други девијантни однесувања и појави кои што не баш беа во многу еден уметнички процес, но некако подоцна во мојот живот бидејќи тој никулец така фрлен во главата. Ако успееш да изградиш некаква здрава основа, да речеме, јас имав многу здрава професорка по македонски јазик во средно училиште и кога ми дојде најтешкото во мојот живот, кога ја загубив мајка ми, бев приправник во адвокатска канцеларија. И се шетав се на моја драга другарка, она доаѓа од тука, скапан бев онаков целиот, знаеш, ништо нема смисла, како можеш ова се деси, знаеш, влагаш една таква патетична, како тебе ти се случи, знаеш, како смртта да не им се случува на сите, туку мене ми умре. И одим од тука на кај Котур и стигам во Котур и среќавам еден лик, се вика Јоцифар Трајковски, рапер. Он беше, ние во трето оделение на приредба за 50 години, нека биде вераци или може да грешам, треба да играме на Во име на љубовта. Сеќаваш Во име на љубовта, песната на Евровизија, Тамара Врчак, Елвир Мекич, Адриан Гаџа, многу интересно би имаш повеќе етникуми во една песна. Но Во име на љубовта сеќа, значи Адриан Гаџа албанец, Елвир Мекич босанец и оние двајца македонци кои што пеат Во име на љубовта. Иако е раперски, има многу слоеви таа самата песна. И сега он бидејќи беше раперот кој што знаеше и break some kind of a dance, и ние позади играме во парови и он пред нас брейк денса. А многу беше мене јако дека човеков предобро знаеше ја пука фристайл. И сега кога в Копи, значи трето оделение, си го имаш баткото што е 8 оделение и гази фристайл и си викавме, вау, каков човек е овој, мислам, како работи неговата глава. Таа мала фасцинација, пак е некој никулец и го среќавам. И јас имам почнуваме да имаме многу добар разговор за смртта, дека таа во неа носи прво една капиталност за тебе во животот. Значи, секојдневните проблеми, несигурностите за тежина, несигурностите за работа, несигурностите ги одзима. Бидејќи го имаш капиталното дело кое виси на твојата глава тука и тоа е за тебе референцата. И во таков момент кога се кршиш, потпукнува на вистина твојата реалност. И јас, иако ги сакам многу зборовите, тие не секогаш може тебе да ти најдат. Или пак може во нив да се најдеш. И му раскажувам и ми вика, добро, и се завршува ова со дека сум многу несреќен што сум во правото. Дека тоа е една рамка во која што секој ден влегувам јас во законот и го работам законот, влегувам во законот и го работам законот. И дека тој не и дава на мојата креативна страна да распука, да ги скрши правилата на законот. Заради тоа што ако ги скршам правилата на законот во рамки на правото, тоа е незаконски акт, кидам му затвор. Ама од другата страна, тоа што бил другиот никулец било пишувањето. И ми вика, што сакаш да правиш? Па му викам, сакам да пишувам. И ми вика, па иди дома бе, човече, што правиш тука со нас? Што се жали? Као иди факинг дома и почни да пишуваш. Ја сум, окей. Идам дома, доаѓам и пишувам. Предалеку сум од тоа што сакав да бидам, не знам, такво нешто беше, 2 строфички, као 1-2 линии. Не знам кој сум предалеку од тоа, не е ни важно што напишав, и го ставам на close. На Инстаграм го ставам на close и так, што е ова, и враќа на другарка, строфички. И си викам, што? Јас можам строфичка да напишам, ова ти го збораме пред 4 години. И некако тука гледам дека имам мала мини публика, а знам дека имам потреба од сорта на внимание, и почнав. Наредниот ден оставив отворено кога си заминав, такви некои кратки причинички кои што мене ми правеа комплетна поетска смисла, и почнав да го влагам во филм дека јас знам да пишувам. Знаеш, тука мора тоа го сватив, например, за таков почеток, дека ти мора малку да се подизлажеш, знаеш, мора малку да си дадеш една друга реалност, да си потамеш, дека што јас можам да пишам, и почнам да се враќам и да си го барам Tumblr профилот. Заради тоа што Tumblr профилот беше моето последно пишување. Пишував за една љубов во средно, што имав и таму под псевдоним, сето тоа прекриено, ама него најнадо што го избришав. И така некако
лайк допаѓање, срцнување, јас сваќам дека јас секој ден веќе пишувам со денови. И крајниот производ на сето тоа пишување беше мојата прва збирка поезија, која ше ја реков збрканица, бидејќи не беше само поезија, имаше тракатанци внатре. Ама тој еден момент и таа една капиталност која стои тука, за мене направи нужноста јас да имам потреба да пишувам. Да, и да се пронадеш таа сила во себе, дека ти знаеш, можеш. И како почнуваш да пишуваш, по природа ти разбираш дека, или што е да е твојата творба во тој момент, ти разбираш дека создавачот е исто колку и тебе еден кревок човек со илјадници проблеми, кој што својата кревкост или својата дарба или се пробува да ја обликува низ тоа што рацете и можностите му го даваат. За некој ќе биде скулптурата, за други ќе биде сликарството. И така тогаш се запознавам со Мила. И правиме една вечер муавет, јас дојдов после тој мој пишувачки период, влегов во станов и станов беше бел. Беше стан што се издаваше на Airbnb. Не можев да го поднесам. Влегов и све истргав. Заради тоа што мојата душа не беше таа приправничка едноставна, туку некако ја отворив, си дадов некаков вид на раскош, знаеш, ја зачинив. И ја прашав дали продаваш слики, она ми рече да. И ова беше првата слика што си ја купив. Пријува. А зошта? Имаш зошта? Што ти побуди нешто? Значи, ова го замислив како да е домот, пошто имаше жолти нијанси, можеш да се свртиш позади завесата е жолта. Да. Дека а ова сето друго е вакво некако, некој притемнато, некоја тага и дека јас доаѓам пак во овој дом со се што ми се случи и сега се некои црвени линии, некои удари, некој животот што ти се случи, ама дека независно од се што мене ми се случило, мојата душа останала чиста. И знаеш, таа е малку побледа од другото. И дека сепак покрај се што се случи, јас имам чистина во мене. И оваа слика стоеше тук, на другата страна. Преубава интерпретација, види колку убаво. И стоеше, летото помина, почнав повеќе настани да посетувам. Прв пат отидов на поетски настан, јас имав напишано 30-40 песни, прв пат отидов на настан поврзан со поезија тогаш. Тој, знаеш, срамежлив во еден ќош, збутан, така, раката си ја стискам, не се снаоѓам во просторот, знаеш, бидејќи колку и да ги почитувам поетите, уметниците во овој град, сепак они се едно сериозно друштво кое што ретко отвара простор да влезе некој кој што не е книжевник, некој кој што можеби не чита колку што е потребно да се чита за ти да бидеш дел од таа фела, ама тоа некако успеав да се најдам. Случајно читав на едно поетско читање, кренав рака, добив прв пат можност да комуницирам со публика и готово веќе знаев дека промената во мојата глава се случи. Знаев дека реалноста што се поткрши и тој простор што се отвори, ја влегов во него. Мислам влегов во тоа. И кога се подготвував просторитет да го снимам, решив дека ќе го снимам овде дома на Масава и дека тука треба да се смени овој цел простор, тоа се истурка натаму и реков како ќе офарбам. И се уште слика стоеше на таа страна. И јас реков ќе го офарбам зелено. И ја барав оваа боја. Ќе го оформам зелено, ќе има нешто кремаво жолто и се може да забележиш, ова е жолто, ова е кремаво, овде имаш црвени нијанси, таму имаш црвени нијанси. Практично гледањето во оваа слика, јас лежам тука ја гледам таму, таа мене ми ја изгради веќе чувството и осетот за боја, ме натера да знам што да посекам и јас врз основа на тоа го опремив овој стан. И кога се направи овој зид ваков зелено жолт, една вечер седевме тука со другарите и јас после X време, значи после 5-6 месеци од кога е станот, ја разбирам што ми направила сликата, дека ја изменила перцепцијата за бојата, за доживувањето, за мојот дом, за кој сум јас. И онака се реков, вау, човече, што може да ти направи едно дело? Стварно, ова е стварно. И тие се боите, сега ќе видиш кога ќе почне епизодата, почнува со зеленко, па доаѓа едно жолтичко, па доаѓа еден дечко во црвено, во жолто. И тоа е практично моќта што има уметноста. Таа доаѓа ни се на прво слоевита, исто како што збореше ти, дека тебе доаѓа со баба ти и дедо ти во еден таков момент, каде што особено како девојка ја гледаш таа моќна фигурина која ти вели, па јас можам да држам пушка, па јас можам да го водам овој профил, тоа е нашата пушка, ако сега го изменеме, не е секогаш убиството, туку создавањето на нешто ново кое ќе резонира и ќе дае и ќе раскаже една приказна и идеал некако да браниш. Да, дека знаеш, да замислиш стварно дека е можно, знаеш, да си поверуваш и после тоа како го офарбав ова, тој се уште сум најнеуспешниот претседател на Куќен совет.
решив дека на мојава зграда најнеуспешниот председател се кандидирав. Зошто мислиш дека си Па сега ќе ти кажам зошто мислам. Ја мојата зошто прво мислам да решив да бидам, бидејќи влезот ми е бел. И не знам дали многу голем дел од зградите во кои што живееме во овој град се бели. И сега се јави во една фирма за бои, поликолори и останато, викам колку кошта крем. И тој ми рече исто колку белото. Викам стварно? И сега мојата идеја беше следнава. Јас да добијам потписи од сите и да викнам да го офарбаат зидот кремав и да побарам од секој стан некој постер, значи да се закачаме на спратот. Па преубава идеја, но што е проблемот? Мојава зграда 70% од становите се кираџи. Добре. И становите се празни полни. Во меѓувреме настана многу посериозен проблем во гаражата, сега да не ја тупаме со електриката. И сите пари што беа за фарбање за ствари мора да отидат тоа. И сега луѓето од зградата бидејќи не живеат тука, не сакаат да дадат нешто ситно, 500, 600, 1000 денари за да ние ја направиме зградата да има некаква приказна повеќе. И заради тоа сум се уште нема тече мандатот така да може до крај. Дефинитивно можеш на крајот од денот да смислиш нека друга иницијатива кај што ти сам можеш на крајот да го разубавиш со постари кои што можеби тебе ти носат нешто или и може со еден постер да инспирираш некој друг да си донесе свој постер. Може нема да им се допадне, па ќе си речеш, ќе го направи за своите влезови, ама тоа знаеш како еден слоевит и автентичен процес. Тоа ми се допаѓа мене со слоевитот и автентично заради тоа што не може да кажеме двајца дека таа песна не инспирира. Може ќе кажеме дека не инспирираше таа песна, ама после јас стиховите што ги пеам и ти стиховите што ги пееш и реалностите претходни на кои што ќе се поврзуваш, секогаш ќе бидат различни. И сега тука ќе го свртам малку прашањето на што може да направиме ние денес, ќе биде како 3 дела прашање. Што мислиш дека ние можеме што треба денеска практично да продолжиме да правиме од она што го правиме во општеството? Што треба веднаш да престанеме да правиме? И што мислиш дека можеме да реобмислиме? Одново, во поле на уметност, култура, град и таа целина во која што ние практично и постоиме. Па мислам дека до некаде го одговорив прашањето што треба да престанеме да правиме, дефинитивно да престанеме со наративот дека све не чини и дека сите не чинат. Тоа е под еден, туку да седнеме малку и да размислиме што чини. Ама и кога се шетаме низ градовите, небитно дали е Скопје или било кој град, што ни недостасува? Ма дали, знаеш, кој е прашање да ги мене? Дали можат луѓето навистина да препознаат што им недостасува? Сигурно. Знаеш, зашто го мислам ова? Бидејќи, например, Скопје во кој што живееме ние, за мене, например, Скопје, ова Скопје, со белиот плоштад, со дивиот урбанизам, со една антиубава естетска слика. И среќа визер е ефтин, work and travel постои, па има генерации кои што имаат шанса, ама сепак е таа една генерација која што има одреден дел примања кои што може да ги одвои, да пропатува, да плати музејска карта, музејските карти се скапи, дека сепак тие еден дел од општеството сепак може да го толкува тоа и да го направи. Знаеш, тука ми е кај мене недоумицата. И кога разговарам со постарите им велам, ма за вас убавото е тоа Скопје претходно што си го градиле, со многу повеќе дрва, со многу помалку од див урбанизам, со сладки мали кукички кои што сега ги нема, на пример, ова е место каде што имала сладка мала кукичка. Еден плоштад кој што бил различен, една бруталистичка градба која што звучела и изгледала различно. Сега дали ние генерацијски не прераскажувајќи си ја убавината, сме дозволиле едно неубаво да влијае врз луѓето и ние да имаме мисконцепција за убавото. Па мислам дека убавото е многу субјективно. Што за мене е убаво, за тебе може да не е. Нели, има сепак некои принципи на тоа како треба да изгледа некој урбаниот простор, нели, за тоа постојат урбанисти, за тоа постојат архитекти, за тоа постојат луѓе кои што треба да се грижат за градовите, меѓутоа она што јас мислам каде би почнала еден вид на револуционерен, да не кажам до некаде и радикален чекор, е кога ти ќе почнеш да го бараш убавото. Ако тебе ти е неубаво, најди го убавото. Не може да не го најдеш убавото. Не можеш да се шеташ во твојот град
ева, свет ја не убаво. Дај се на себе си, затоа што види, доколку не си го дадеш тоа на себе си, доколку не си го возможиш на себе си, ти во просторот во кој што живееш, да најдеш нешто убаво, ти ќе бидеш константно несреќен. А зашто би си го правил тоа на себе си? И кога ти би се дал сам на себе, не зборам за тебе, него зборувам општо, кога секој од нас би си дал на себе си задача, денес излегувам и наоѓам 5 убави ствари. 5 убави ствари во овој град, 5 работи кои што мене ми прават да се чувствувам добро. Небитно, може тоа што јас ќе го најдам е скулптура која што е ишкртана. Така, скулптурата која што мене ми е убава е ишкртана од некој друг. Јас ќе најдам сила во себе си речам, добра бе, нареден мој проект, јас од оваа скулптура што мене ми се свија, ти шкрта колку сакаш, јас ќе направам да не се шкрта повеќе. Ќе се јавам во институција, ќе се интересирам кој е тој кој што е одговорен за сето ова. Ќе ги искористам на крајот од денот социјалните мрежи, ќе го искористам својот глас. Секој во моментов има глас и секој во моментов има сила да направи нешто. Секој. Ќе се јавам ако ништо друго во било кој медиум. Нека се направи приказна за тоа, нека се зборува за тоа. Па на крајот од денот ќе си дадам на себе си проект кој што ќе биде поврзан со моето живеалиште, а моето живеалиште е дел од мојот идентитет. Како што се грижиш ти за себе си, така се грижиш и за градот. И кога ти ќе почнеш да размислуваш тоа така, кога ќе почнеш да се шеташ низ градот со таа визија, дека денес ќе најдам нешто убаво, денес ќе најдам настан, денес ќе одам и не знам, ќе одам на некој бенд или на некоја изложба на уметник на кој што никогаш до сега не сум била. Како ти на себе си што си рекол, денеска ќе одам на поетско читање. Небитно е колку тоа мене ми е излегување надвор од мојата комфорт зона. Небитно е тоа колку е еден вид предизвик и за мене и за моите сетила и за општо. Ама ти си бил таму, ти си добил еден вид на простор да се искажеш, да покажеш што си направил, си добил еден вид на диалог помеѓу тебе и како што кажа таа една затворена група и ти сега тоа место каде што се случило тоа поетско читање различно го перцепираш. Затоа што тоа е во твојата некоја субјективна мапа на градот, тоа место има посебно место. Мислам, и ти буди, можеби разбудило нов Виктор. Разбудило нека нова верзија од себе си. И кога ќе почнеме така да размислуваме, барем тоа јас така го гледам, кога би почнале сите така да размислуваме, тогаш ќе правиме се за местото што е местото во кое што живееме да има позитивна промена. Се согласувам многу. И ќе се обидам да се задржам на позитивната страна ќе се обидам да задржам на позитивната страна на приказната, но само кратко ќе додадам. Дека на пример добар локал, да речеме, убаво место за кафе. За нас двајца можеби ќе значи едно нешто. И сега тука е од тој момент со правото што доаѓа како позадина, знаеш. Колку ова место кое што седам сега во него окупира од јавниот простор. Колку ова тераса на која што седам сега е дозволено ова и ова вака да биде. Колку звучниците више не доаѓа, не спаѓаат дел од правото, но колку звучниците врз основа на кој што човеков пушта музика се тука за да ги унапредат моите сетила или се тука за да ги повредат моите сетила, заради тоа што огромен дел од локалите низ градов имаат катастрофално, да речеме, озвучување. Урбанистички комплетно не се средени. И са тие за мене прво ми го повредува сетилно моментов, на втора база ми го повредува овој моментов легислативниот, кај што знам дека и тоа ми е предна. Ама ти имаш сила тоа да го промениш. Точно. Ти знаеш дека ти имаш ти механизам што можеш да го промениш, можеби нема да го промениш ти веднаш,
ама доколку ти ги знаеш твоите права и обврски како граѓанин и доколку ти знаеш дека и тоа е јавен простор и дека не знам до еден вид можеби него тоа е еден вид на и визуелно и звучно загадување на просторот, ти треба да направиш нешто. Дали тоа да го пријавиш, дали тоа да разговараш за тоа, дали да искористиш твојата платформа за тоа. И можеби ти нема да го промениш веднаш, меѓутоа ќе знаеш и ќе бидеш на чисто со самиот себе си дека ти си направил нешто. Тоа што било до тебе си направил, можеби си отворил тема за тоа. Знаеш, можеби јас и ти денеска имаме спектар на теми што можеме да ги разговараме. Така, и ако ние цело време разговараме дека нешто не чини, не ти доаѓа тебе тој момент, мене барем ми доаѓа тој момент да замислиш. Дека ја не можам само да се фокусирам на проблемот, ја морам да се фокусирам на решението на проблемот. Ја ако ти го зборувам цело време проблемот, нема проблемот само од себе да се реши. Дај да смислиме начин, на пример, тоа што и ти го правиш со твоите други ангажмани од тоа што те запознав, ти буквално го правиш тоа. Мислам, буквално работите кои што тебе ти сметале и кои што ти си се насочил како тоа да направиш нешто и гледаш се создале иницијативи кои што се препознати од другите луѓе и на крајот од денот може да бидат препознати и од самите институции. Например, ова конкретно со Museum of Public Art. Значи јас го почнувам ова сама. Сама го почнувам со поддршка од мојата фамилија, го почнувам во поддршка со мојот сопруг, го почнувам со поддршка од луѓето кои што многу ги сакам. Меѓутоа мојата иницијативата е моја и јас го правам тоа, денеска точно 1 година од како постои Museum of Public Art, на 11 мај, фала ти. Значи, за време на оваа 1 година, јас... Стварно е година денес? Стварно е. Еј, колку добро! Стварно 1 година, имам преку 15 медиуми кои што тоа го покриваат целосно, значи на нивна иницијатива. Имам толку многу искрено и предобра дейт идеја. Јас имам отидено на дейт патувајќи низ твојата мапа е стварно. Леле, ова е еден од најубавите комплименти што можеш да ми го дадеш за иницијативата. И сакам да ти кажам, јас го правам тоа, луѓето околу мене добивам огромна поддршка од народот, пред се тука има повеќе фактори. Прво затоа што луѓето гледаат дека тоа го прави некој сам, па тоа не е некој пристап кој што е тука многу застапен од аспект на тоа дека обично кога правиш нешто, чекуваш ти да имаш од тоа заработка и сега луѓето кога ќе сватат дека тука го прави некој сам, па вложил свој средства, свој труд, а не бара ништо за возврат тука, немаш ти тука спонзори, тоа дополнително им дава на луѓето некоја си позитивен пример за тоа како нешто може. И јас стигнувам до ситуација каде што во таа 1 година мене ме поканува Музеот на современа уметност, што е најголемата институција во оваа држава поврзана со уметност, да јас како човек кој што не е академски образован уметник, да бидам дел од биеналето на млади уметници. И јас, всушност, со моето дело, не знам дали ти го раскажував кое е моето дело, со скулптурите кои што се позади. Да, их бев ги видов заради твоите стави. Епа, сакам да ти кажам, јас правам една цела збирка, една цела дигитална архива на скулптурите кои што стојат позади Музеот на современа уметност. И ти сваќаш дека ти не можеш... Да, и ти сваќаш дека ти не можам ја да кажам мене дека институција мене нема поддржала. Мене ме поддржала најголемата институција за уметност во државата. Сакам да кажам, они се инспирирале, кураторите се инспирирале, при тоа еден од кураторите, една од кураторите е Нада Прлја, другата е Себастијан Чичоцки, кој што е професор на факултет за уметност, кој што не ни живее тука, значи он дошол, видел една скулптура, го видел QR кодот и така се инспирира. Беше приказната за Да. И сакам да ти кажам, они го препознале тоа. Значи мене
не сум се обратила јас на институцијата, него институцијата го видела тоа и сега ми се обраќа на мене. Тоа е фасцинантно, мислам, фасцинантно позитивен пример за тоа како, затоа што јас многу пати кога доаѓав на интервјуа, многу пати гледав дека новинарите од мене бараат јас да кажам дека мене институциите нема поддржале, ама не е поентата тоа. Поентата е тоа што ти го кажам дека треба ти како граѓанин да си речеш па што бе, не е само ја од институции да барам, можам јас и сама тоа да го направам. Имаш сила како граѓанин, тоа ти е и обврска на крајот од денот, ама и право твојот простор да изгледа подобро, твоите сограѓани да живеат подобро. Тоа е право и обврска. И сакам да ти кажам, на тој начин јас докажувам сосема спротивното дека ти можеш да направиш нешто, како еве сега давам пример, утре како јас што го правам тоа за уметничките скулптури, утре да се стават QR кодови на зградите, кои што чини, па, како да кажам, мислам, на крајот од денот јас можам да дадам мојата платформа, некој ако сака нека направи подпроект од тоа, и ти од каде знаеш, утре може да тебе да те викнат да зговараш за тоа на конференција, да те викнат можеби да зборуваш мислам, да бидеш дел од некој уметнички настан, да бидеш дел од изложба, да бидеш дел од архитектонски настан, да зборуваш, да се поврзуваш и да зборуваш за работи кои што можеби до тогаш не се ги направи и ги правиш од љубов, и тоа луѓето го чувствуваат. Не можеш тоа да го истина, да го направиш. Со ова сега што го кажа. Само за приказната збориш за дрвените. За дрвените скулптури. Кога ме поканија од музеот на современа уметност, мене тоа ми беше огромна чест, затоа што луѓето кои што се занимаваат со уметност знаат дека многу е тешко да влезеш некако ти во таа институција, во музеот за современа уметност и да изложуваш таму свој дел. Има многу строги правила како тоа се прави. И кога отидов на разговор, јас имав само една желба. Јас велам музеот кој што јас го создавам е надвор од институцијата и надвор од музеот. И сакам, има едни дрвени скулптури кои што стојат позади музеот, што ми се мене преубави. Сакам да најдам кој ги има направен. При тоа, музеот, тие не се во собственост на музеот на современа уметност, меѓутоа, луѓето кои што работат во музеј на современа уметност, сериозно многу се грижат за истите. Значи, тие се оставени во таква состојба во која што се сега, а се со оглед на тоа што се наоѓаат надвори, со оглед на тоа што се направени од дрво, се во некој во одлична состојба. И сакам да кажам, луѓето, мислам, и начинот на кој што се поставени, и луѓето кои што се во музеот, и покрај тоа што не се дел од архивата на музеот, они сепак се грижат за истите. И не се однесуваат со тоа како нешто што не припаѓа на музеот, па ние сега нема да водиме евиденција за сето тоа. И добив веднаш препорака за помош, кој може мене да ми помогне, како ние можеме тие дела да ги правиме. Јас реков, оставете ме сама, мене во процесот една од најбавите работи ми е таа еден вид на возбуда кога треба да откриеш нешто, и велам оставете ме сама, јас ќе пробам сама да ги најдам. И одев неколку дена, се вртев околу скулптурите, гледав дали има случајно некој подпис, нешто било што би ми било интересно, нешто што би го препознала, што сум го видела претходно. За едни препознав од кого се, ама не бев точно сигурна. И барам јас така месец и нешто по сите можни архиви. Значи, буквално куцам на Google дрвени скулптури, ги ставам на Google Find My Image, буквално ги сликав, па ги ставав таму за да откриам од кој се, ништо не можам да откриам. Се додека во една архива постои една многу добра и тоа ми е една од најдобрите иницијативи, македонски иницијативи, кои што се мислам дека направени исто така од многу љубов, се вика За ум. Тоа е
како за уметност, ама за ум и како за умот. Тоа е една дигитална архива на уметнички дела, уметнички дела, уметнички каталози, уметнички клипинзи, уметнички многу работи поврзани со уметност, ама уметност македонска уметност. Све можеш да најдеш таму. Јас многу од работите за кои што сум се интересирала, сум ги нашла точно таму, исичаци од висници, интервјуа од самите автори и така натаму, и таму наоѓам на српски еден каталог, се вика скулптура од дрво, нешто така. Јас и мојот слош српски и наеднаш го отварам тој каталог и ги наоѓам сите можни скулптури. И тука јас не можам да ти го објаснам тоа чувство. И почнувам, не можам да ти го објаснам тоа чувство. И јас сваќам дека тие скулптури се стари 44 години. И сега како се создадени? Постоел значи во Прилеп постои Народниот музеј во Прилеп. И сега Народниот музеј во Прилеп бил директор негов бил Бранко Бабик. За кој што подоцна се запознав со неговото семејство од оваа цела приказна. И Бранко Бабик сватил дека постои едно предпријатие Црн Бор исто така во Прилеп, тоа е едно од најдобрите предпријатија во тогашна Југославија за дрво и обработка на дрво. И сега Црн Бор како фабрика донирала дрва за потребите на музеот. И сега Бранко како да се одолчи, оди и се среќава со директорот на Црн Бор и му вели: види, јас и ти сега ќе направиме план за да ти се одолжам заради тоа што го направи за музеот како институција. Што велиш да направиме еден вид на колонија, уметничка колонија, горе кај Маркови кули, а на кој што вие... Да, не сум била, ама не сум била таму каде што била колонијата. И ние ќе го направиме тоа, вие ќе донирате дрва, ние од музеот ќе направиме ќе ги викнеме луѓето кои што ќе можат таму да создаваат уметност, ќе дојдат таму една лето, ќе ги создаваат тие уметнички скулптури од дрво и подоцна ќе направиме каталог и во тој каталог ги ставиме сите скулптури и ќе напишеме дека овие скулптури се направени благодарение на вашата хуманитарна помош и донирање на дрво. Милан, човекот кој што е директорот, се согласува и они веднаш го распишуваат тоа на ниво на Југославија и доаѓаат таму уметници од цел свет. Италијани, шпанци, значи аргентинци, луѓе од Шведска, луѓе од Швајцарија, значи не можам да ти објаснам колку уметници, вклучително и македонски уметници и уметници од Југославија, од Србија. И они доаѓаат, ги прават тие уметнички дела и ги носат, прават една цела изложба, ги носат сите тие уметнички дела во Белград. Во Белград се случува таа изложба и уметничките дела од таму ги носат во Македонија, во Музеот на современа уметност, каде што таму создаваат тогаш веројатно Музеот на современа уметност што туку направен, таму се одржува изложбата и сега веројатно заради тоа што се тие тешки масивни скулптури, не знам како се случило, дали останале како дел од, мислам дека се дел уствари од Народниот музеј во Прилеп. И они се оставени тука во Македонија и стојат така во Музеот на современа уметност 44 години. Некој ги знае, некој не ги знае. Како и да е, мене ми се една од најомилените скулптури, посебно што Претопена гушка е една неверојатна, има таа една скулптура, таа е буквално наша. Да, љубовници се вика. Неверојатна е таа. Приуба. Неверојатна е таа скулптура, неверојатна. И таму каде што стојат има стакло, се договорив со кураторите, ако може тоа стакло да ми се даде на мене, затоа што таму се гледаат самите скулптури. Ги направив тие
обележа, информативни обележа кои што стојат на веднаш до скулптурите. Дополнително сватив дека нема доволно светлина. Се јавивме веднаш во една многу интересна се, например, себе во ивент груп, мислам дека се викаше, да, ивент груп се вика компанијата, кој што прави настани, ама прави настани за познати трап и фолк звезди во Македонија што доаѓаат во Јане Сандански и они ги прават тие настани, тоа се огромни концерти, ама сакам да ти кажам се баш онака настани во кои што се слуша српска турбофолк музика било како. Јас доаѓам до сопственикот на таа компанија и го замолувам дали може за отварањето да ми даде рефлектори кои што ќе ми ги осветат скулптурите, пошто тоа е голем трошок, ја не сакам да им правам трошок на моите куратори на музеот, туку сакам да го дигнам нивото на институцијата, не да стварам притисок и дополнителен проблем. И му ја раскажувам јас зошто ми требаат на човекот рефлекторите. Си дадеш на себе си вере. Кој што при тоа знаев дека чинат околу 700 евра јас да ги изнемам. И си викам, небитно, му реков на човекот, не ми е битно колку пари и пари да чини, јас тоа морам да го направам, пошто ова е нешто што сакам на себе си да си го направам пред сега пута и за сите, за моите сограѓани, за музеот. Човекот ме сослуша и ми рече, Изабела, јас сум толку фасциниран од тоа што ми го кажаш, јас те замолувам, јас тоа ти го дадам бесплатно. Бесплатно ќе дојдат луѓе од екипа кои што ќе најдат начин како тоа да го извадат, пошто тоа е сепак надвор, треба да се влече струја од надвор. Ќе дојдат, ќе го извадат, ти нема да се секираш. Ми даде дури контакт веднаш, значи дојда давајца луѓе. Значи дојда, они имаа концерти во исто време кога се правеше отварањето. Они имаа концерти, они доаѓаат. Ја не можам да ти објаснам со колку љубов они тоа го направија за мене, со колку. Сакам да ти кажам, дури јас му викам, сакам јас секаде да го кажувам ова. Нина ме вика нема потреба, јас ова го правам затоа што сакам да помогнам во уметноста и сакам да ти кажам луѓе кои што ти нели ќе кажеш ета они во исто време се случува таму некој настан кој што не е висока и елитна уметност, ама они во исто време ти не знаеш дека они во исто време помагаат за да се создаде елитна уметност таму горе и таму горе тие луѓе кои што ги создале тие пред 40 години тие скулптури да блеснат наеднаш. И една од најубавите работи што се случија што може да се отвори вратата, па некако да многу убава беше луѓето седај внатре и надвор, во исто време беа во истиот изложбен простор каде што се случуваше самото биенале и многу ми беше интересно што луѓето повеќето од уметниците кои што доаѓаат чисто на изложбите беа како па ние овие сме ги виделе скулптури, кога не се ова нешто ново, кога сватија целиот концепт, како дека е уствари дека од биеналето и дека сега всушност јас не се изложувам јас, него изложуваат 7 луѓе кои што некои од нив повеќе не се ни живи, кои што создале нешто и сега повторно таму некоја Изабела го нашла и во 2025 година повторно се чита и се зборува за нив, ми е мене еден од најубавите делови. И најинтересно од се, не знам дали, мислам дека никогаш не сум го кажала ова, од тие 7 скулптури додека се случува таа колонија се створуваат уште 3 скулптури. Две во моментов се пред Арама, тоа се двете мои омилени скулптури во Скопје, а една е позади во дворот на Давот Пашинамов. И практично тие 10 скулптури кои што се наоѓаат на различни места, тие 10 скулптури се всушност дел од таа колонија и дел од како да кажам, таа една приказна која што и сите 10 се дел од Museum of Public Art.
И многу ми е драго, некако што можев повторно да им дадам сјај рефлектори кон тие сите уметници, кон нивните дела и кон нивната визија која што имале тогаш, а и некако визијата на двајцата директори на предпријатијата кои што сакале да направат нешто добро за уметноста и да ја поддржат уметноста, повторно да функционира и да даде еден вид на инспирација и за бизнисите сега во Македонија, да сватат дека, па не само, мислам секаде, бизнисите да сватат дека можеби тоа што ќе инвестираат во уметноста и која перцепираат уметноста како капитал некој, во кој што вложуваат, можеби нема можеби да се види тоа за веднаш, ама може ќе постои некоја како мене после 40 години, што можеби од таа скулптура во која што они инвестирале ќе создаде некоја убава приказна и повторно ќе се зборува како што сега се зборува за црн бор фабрика која што веќе мислам дека не постои. Ова беше една од најфасцинантните приказни што сум ги слушнал и кога ја читав истовремено, кога ја имаше објавено на неколку сториња, беше еднакво инспиративна, ма секоја го опиша вака и кога ти гледав експресиите, како се чувствува стварно го разбирам тоа чувство на кога интуитивно знаеш таму дека некаде позади сите тие брда, планина и страници постои една приказна која што е вредна. Одгнаш тоа е еден повик на средината кој што бара да одговориш на него, кој што бара ти да кажеш да, или што е да е тоа, и кога ќе го пронајдеш си викаш, знаеш, као, во тие моменти толку прави смисла целото постоење и целиот свет и навистина е фасцинантно, но истовремено извлеков една голема поука во ова се што го кажа, а таа е поуката дека во овој свет во кој што живееме, каде што представувањето е еднакво важно колку и вредноста на тоа што е представено, дека ние мора национално малце да размислуваме на подобро представување на работите, целокупно, на самите себе првично, а понатаму и на оние дела кои што тие пред нас ги направиле. Ова го зборам инспирирано од куќата на Мартиновски во Крушево. Например, доилката, македонската Мона Лиза, некој сака да ја нарече, нели, каде да се сврти ще гледа. Она не е сама во просторија како што е Мона Лиза. Мислам, и Мона Лиза не е сама, но е сама на страната во просторијата. Знаеш, ја имаш таа оддалеченост од неа, која што ти го дава тој еден грандиозен момент да знаеш дека ти гледаш на вистина едно најфасцинантните дела на уметноста. Во нашето сценарио, во македонското сценарио, таа се оди во просторија со уште 9 дела од Мартиновски. Значи, тоа според мене и одма реагирав таму во куќата, кустосот беше прекрасен. Не знаеш какво срце. Се знаеше, многу беше поврзано, многу беше сладка целиот простор таму, многу убаво си поминавме тој ден, но го прашав, му викам, добро, сте размислиле ли оваа дека треба да стои сама, бидејќи таа е на вториот кат во десната соба, и он ми вика, да, сме размислиле, но немаме простор да го изведеме тоа. Знам за што збориш. И се окей, тоа е една куќа во Крушево и многу интересно дека тоа е најголемата збирка на дела од Мартиновски во светот. Има 63 дела таму. Вау, јас никогаш не сум била. Да одиш, многу ги би убаво. Многу убаво ќе си поминеш. Не знаеш, вака секоја те слушам. Многу убаво ќе си поминеш. Многу. Мислам, Круш. Работи во сабота и недела. Работи во сабота и недела до 4. Супер. Да, до 4 работи и опремени се кустосите со знаење за делата. Многу интересно. Некои од делата се во 23-та, 24-та, 25-та година насликани. Ти гледаш таму колорит, гледаш боја, гледаш журка, гледаш приказни, гледаш луѓе, гледаш свадби. Тоа е 21 година после Линденското остане. 20 години после Линденското. Значи, после најголемото крвопролевање кое што се случило на територија во тој крај сигурно најголемото. Ти имаш после 20 години народ кој што се уште има желба да живее, волја за живот, приказни за раскажување и многу, знаеш, ќе те сила ќе ти даде да го видиш тоа. И многу. Сум приубаво и како ти си го доживеал тоа дефинитивно. Фала. И знаеш, ова сега ме тера Скопје 2028 секогаш кога зборам периодов и изминативе 2 години за култура, тука е. Ме дзирка, ме погледнува, ми намигнува. Имаше само едно обележје на Скопје 2028 во Скопје до викендов, тоа беше школката. Значи на школката имаше нели мајка Тереза и горе логото, што ми се допаѓа логото, двојката исечена, па нулата од горе доле, осмицата нели не изгледа. Не сум го видела. Примете го на страната Скопје 2028. Ама бев на изложба, имаш изложба за Скопје 2028 година сега во
музеј на град Скопје, каде што имаше дипломатски кор, имаше дојдено и луѓе, амбасадори од земји кои што претходно биле Добра прича. да, градови на културата, па да се разменат искуства, имаше фотографии од како тоа они го направиле. И таму беше до викендов беше ден на против победа на фашизмот, ден на Европа, како и да е. И сега врз тој мурал кој што беше за Скопје 2008, каде што некој дечко имаше стајано врз мајка Тереза, не знам дали се сеќаваш дека имаше бандана, демек Скопје се гуши. Не се сеќавам, пошто цело време тоа се менува. И сега цело тоа беше во боите на Европската унија, така да и тоа кратко брендирање на градот кон насока Скопје 2028 го нема во овој момент, ама целиот разговор некако тоа што го спомна за корејците исто така. И јас сум имал едно искуство со брендиран град, можеш да ме споделиш и ти некое твое, но мислам дека Скопје, врз основа на ова што го збориме, како еден град на почетоци на краеви, на поплави, на земјотреси, на светски уметности, град на солидарност, град кој продолжува својата приказна да ја раскажува, иако има испрекинати прераскажувања, некое семејство повеќе раскажувало за неа, некое помалку, но сепак е град кој што има многу податлив брендинг материјал. И дека можеби треба да се размислува во насока како ние да почнеме од сега да Скопје нека биде како инспирација, дека целта која сакаме да ја постигнеме, ама средствата кои што ќе ги искористиме да не завршат во 2028, туку тие средства да не опремат нас во нареднава година и пол колку што има да почне и оттаму ние да го брендираме Скопје, да направиме некои правила на како смее да се уредува, кои се боите кои што смеат да се користат и кои се знаците кои што смеат да ги обележуваат одредените предпријатија. Јас тоа искуство го имав во Порто. Голем дел од Португалија, не сум бил во другите градови, голем дел од Португалија е позната по своите плочки. Така. Но они се толку имаат врзано со плочките заради тоа што таму порано кога биле кралство, они имале сериозни индустријизации, создавале плочки и плочките таму се некоја секојдневна работа, како маичка што имаме ние шарена, таму се и плочките шарени. И кога ги влезеш во Порто, не може да не те фасцинира. Дали тебе те фасцинира или те фасцинира претходно уметност, тој судир со таа една уличка сладка, леле, не знаеш каква премала, таму гледаш дека не живеат луѓе кои имаат многу, но имаат доволно осет да си ја поплочат својата улица во бојата на нивната фамилија, на нивната лоза и така натаму. Но и Порто како град, повикано тоа, инспириран, има еден свој автентичен. Прво има автентични фонтот е автентичен на градот. Значи такви се убавки едни Порто со точка. Плаво и бело му се боите. И цело време има таква една керамичка сладкост. И целиот град е во тоа. Например, сега банка, и твојата банка има на неа врз основа на тој брендинг кој што ти го дозволува градот, исто како што можеш да ги следиш параметрите на градба, така имаш и параметри на естетика кои што треба да ги следиш. Во Охрид проба, не знам дали си го видела тоа, дека Го видов дека канделабрите се и дека локалите сите си имаат точно обележјата се унифицирани. Да. И тоа е некој почеток, ама што мислиш ти за Скопје? Во како би го, сега може како е многу сега тешко прашање да се одговори, ама нели Скопје е податлив и дека го има тој капацитет за да го брендираме и врз основа на тоа како ќе изгледа да почнеме да раскажуваме од горе па на назад. Искрено баш размислував за ова, пошто мене цело време умот ми идат натаму, ај Скопје 2028. Значи, прво ова е дополнителен начин ние да си направиме брендинг на Скопје уште еднаш и некако дополнителна можност во тој брендинг да биде некако и да има и светски покриен од светски медиуми, што е одлично заради тоа што претпоставувам дека програмата и уметниците кои што ќе дојдат тука, ама и луѓето кои што ќе дојдат тука ќе бидат од целиот свет. И некако и нели истите тие луѓе некако па да ги вратиш и во 2029 и во 2030 година да дојдат повторно во Скопје и дефинитивно сум за тоа. Прво и основно едно нешто што јас никако не можам да го разберам, сигурно институциите имаат одговор на истото, меѓутоа многу ми е чудно зошто немаме музеј во кој што имаме, например, постојана поставка на делата, затоа што немаме многу дела кои што се донирани,
Многу дела стојат во депоа, многу дела од наши модерни уметници, како Личиновски, Мартиновски, Зограски, не знам, многу уметници, сега да не ги набројувам сите, кои што стојат во депоа, кои што имаат преубави уметнички дела и никако сметам дека би било добро барем да се најде некаков простор каде што и да создадеме пред Скопје 2028 некаков простор, било да е тоа напуштен простор кој што веќе постои, за кој што веќе државата некако издвојува пари за одржување на истиот, зошто да не создадеме еден музеј, например, не знам, или не мора Мала станица, например, Мала станица е дел од Националната галерија, таму цело време има изложби на различни дела, меѓутоа зашто тој дел или делот ГТЦ горе кој што во моментов стои празен, да не биде исполнет со уметнички дела кои што ќе стојат таму и кои што ќе бидат видени од сите. Не мора таму да стои Пикасо, ама сакам да кажам, не мора да кажам да стои нели дело од кој што наизвикано кај нас тука како уметник, меѓутоа може да стојат други дела од дефинитивно модерна уметност, од модерни создавачи на македонската уметност, така што една работа која што ми текнува е дефинитивно тоа да се извадат од депоата многу од уметничките дела кои што за жал не можеме да ги видиме секојдневно, ги гледаме на некои изложби кои што траат по 2-3 недели и потоа повторно се враќаат во депоа. Сигурна сум дека на толку многу уметност можеме да најдеме соодветен простор истата да изложиме и истата да бидеме и горди и истата да ја представиме на светот во најдобро светло, баш ова што го зборуваше за Мартиновски, како нели колоритот, свежите бои помогнале на ја гледаш таа некој оптимизам за нова иднина и нова утро која што е посветла, поубава, поразиграно. И некако сите тие приказни да ги прекажаме така. Второ, дефинитивно улиците, каде што се создадени тие словенски мала, мексички мала, не знам, зградите кои што се создадени од швајцарски архитекти, од Ама и од третите зими имаш Багдадска и така натаму имаш. Еве сега на пример ние за жал ја немаме во моментов се реконструира универзална која што беше создадена и дадена од сите од не знам таму колку 20 Да. Многу се надевам дека ќе ја средат, ама сега можеме ние самите улици некако самата улица како што имаш на секоја улица обележје за која улица станува збор. Знаеш, ние можеме со тоа да играме, па таму да покажеме, па да дојде некој од Мексико па да си рече, јас види, живеам во земја која што сепак тука помогнала. И не само тоа, имаше баш книга, гледав, има една цела книга за сите кој колку донирал и што донирал за секоја држава, има конкретна реиздание да се направи. Да, има конкретно, има како покажуваат Кензо Танге, како го презентира својот дел, како доаѓаат од Шведска цели екипи кои што тука се состануваат за да разговараат како да помогнат. Така што како се создаваат некој вид на модуларни болници, така што мислам дека целиот може на тоа да се даде некој современ контекст, ама мислам дека целиот град кој што е реизграден благодарение единствен град од Обединети нации кој што е реизграден, некако да се даде во современ контекст, ама и да се направи како една вид жива огромна джиновска галерија, каде што секој кој што ќе дојде од другите земи ќе биде некако горд дека тука на ова место сме се собрале сите народи и е некој вид жив доказ на солидарност. Да не изборам дека сигурна сум дека во моментов работат многу, се надевам, ама и верувам дека има многу уметници во Македонија кои што сериозно работат на тоа како да представат својот град во најдобро светло. Сакам да кажам,
имаме ние многу сериозно добри уметници кај нас, сериозно добри концепти. Тука секогаш го спомнувам Стефан Александар е еден од луѓето кои што работеше на Скопје Лайт Дистрикт, еден од моите најмилен и на Комшилук дефинитивно. Сега заедно со него работиме на еден проект кој што заедно го смисливме и се надевам дека не смеам ништо да кажам, ама ќе биде ќе биде сигурно до крајот на годината и сигурно идејата е да дадеме еден вид на различно перцепирање на културата и културните точки во градот. Така што тоа ќе биде некој мој допринос, ако до тогаш не се сетиме за уште некоја плюс иницијатива, ама сакам да кажам, он заедно Скопје Лайт Дистрикт функционираше како една платформа која што создаде еден од најубавите прекрасни, мислам, светлачки фестивал со прекрасни скулптури, каде што и видов и дека и бизнес заедницата и Филип, да. Па они двајца беа заедно, мислам дека заедно беа нивна беше заедничка иницијативата. Сакам да кажам, тоа се случуваше тогаш и се случуваше неколку години и тоа беше на сериозно ниво. И јас верувам дека како него луѓе има уште многу кои што може да го создадат тоа и ако ние можевме тогаш што да го направиме, сега верувам дека со уште повеќе знаење, со уште повеќе и интернационално знаење, затоа што знам дека многу уметници од кај нас и мислам се и одлични, имаат и одлични кариери во странство, и одлични изложби во странство и сигурна сум. Била на пример имаше сега неколку изложби низ светов, моментално е на колонија во Сплит, така да има вистина. И сигурна сум дека ќе се смисли, ќе се најде начин и веќе се смислуваат концепти кои што ќе создадат многу од овој град, затоа што ние веќе имаме многу уметност. Веќе имаме и многу и уметност и која ни се свие, која не ни се свие, контроверзна уметност и уметност која што не знам во некои современи контексти ни е смешна, на пример, како тоа што зборувавме за скулптурата со, на пример, гаките, зошто се ставија гаки на скулптурата. Кога го видиш тоа некако од современ контекст, зашто, како, нели тоа све си има некоја приказна што некој може ќе му биде симпатична, некој ќе му биде смешна, ама тоа е све делот од некој современо Скопје, кое што сум сигурна дека и со работите кои што ни се допаѓаат и работите кои што не ни се допаѓаат, заедно ќе направиме еден огромен музеј на отворено. Музеите ќе ги представат најдобрите дела кои што ги имаме, депоата конечно ќе се отворат, ќе се направи селекција на делата. Се надевам, имаме преубав музеј, на археолошки музеј со преубави артефакти, имаме многу убав музеј што до ден денеска ми е еден од многу ми се допаѓа дека ја зачува за природонаучен музеј, дека ја зачува таа една внатрешноста во самиот музеј е зачувана. Нема премногу светла, нема премногу дигитализација, нема дигитални екрани, се уште постаментите внатре се нацртани рачно. Значи тоа самото по себе се уметнички дел. Целата кураторска приказна е повеќе и исто уметност колку и делата кои се внатре. Дефинитивно. И некако, знаеш, за многу луѓе тоа е, па не знам, нели, природонаучен музеј можеби нели треба да се да се направи посовремен, меѓутоа јас во многу музеи кои што сум била, кои што се природонаучни музеи, баш се такви како што биле порано и некако па и добро ми е тоа, затоа што не сакам да имам премногу бучава, премногу светла, премногу дистракции. Мене ми е убаво што на крајот од денот е такво како што го памтиме, како што било порано, а и ми дава некоја така поудобна
подобра поврзаност со природата и со животните кои што се прикажани внатре, каде што има и ендемски видови, нели, кои што се само најдени тука. Така што имаме многу простор, имаме многу институции, има многу дури некои работи кои што ги зборувам, баш пред некое време пишував за музејски продавници во деновиве беше тоа. Да. Многу сакам некако сакам да има напредок кон тоа големите книжарници да ги отворат своји музејски продавници внатре во музеите или бар дел од своите производи да ги дадат кои што се поврзани со уметност во музејските продавници за искуството на сите да биде некако поубаво и посодржајно. Така што баш и ми пишаа некои луѓе кои што работат во музеите во Македонија, стигнале до нив тие сториња дека веќе и работат на тоа. Така што ако има музејски продавници, не биде дека стигнало само од мене. Туку сакам да кажам дека значи има некој напредок, што јас таму не го гледам, ама критиката, мислам, тоа не беше критика, повеќе беше еден вид на инспирација за музеите, ама има некој кој што размислувал веќе тамо, па они веќе размислуваат, прават нешто, така што сигурна сум дека има прекрасни луѓе кои што се занимаваат со уметност во оваа држава и сигурна сум дека заеднички ќе создадеме. Јас барам. Сигурна сум дека ќе продолжам и дека ќе создадам и дека ќе направам што е можно што е во моја мог да се представиме во најдобро свет. Те знаеш како една трансформација на душава ми се случи сега додека збореше, не дека бев многу песимистичен пред да го почнеме разговоров, а едноставно човек кон човек не можеш да одолееш кога некој со толку љубов раскажува за тоа вистински што го прави и што го плени и тука случајно ги залепив овие од клучоци заради тоа што верував дека многу од клучоци ќе соберам од овој разговор, а и современо на пример јас додека работам голем дел од работите кои ги правам едноставно живеам во правењето на тие работи. Ако треба да се видиме денески да разговараме за некоја тема, кога ќе станам са бале додека ги облакам чорапите, додека ги мијам забите, размислувам што треба да ти кажам, бидејќи знам колку твоето време е скапоцено и знам дека идејата што ќе ја слушнем дека сега може во овој момент ќе се сретнеме, исто сегогаш земам предвид дека и човекот со кој се среќавам или кој му ја споделувам идејата има свој проблем, има свој живот, сепак живее во едно турбулентно светско време, колку Така. И го сето тоа земам предвид, ама едноставно кога некој прави нешто со љубов и навистина верува и го сака тоа, да не дозволиш тоа да те инспирира, мислам дека не човечки подвиг. Јас заради тоа ја прифатив поканата да гостувам кај тебе, баш заради тоа што пак ќе ти кажам, јас го препознавам тоа кај тебе, бев на еден преубав настан кој што го правевте со зборци. Мислам, тоа ми е една од иницијативите кој што еден од поубавите настани искрено на кој што сум била и многу ми се свија како ја инволвирате и самата заедница во сето тоа за создавање, за зачувување, да малце да ти текне нешто, пошто знаеш колку е тоа, каква е таа привилегија утре да се речеш, збор смисли. Знаеш, пошто ти не можеш да смислиш боја, нели, не можеме да смислиме боја, не можеме да смислиме многу работи, ама пошто што се веќе смислени, ама можеш да си смислиш збор и тоа е преубаво. Утре да си кажеш, мислам утре ќе имаш деца, внуци ќе им кажеш, леле збор смислим, овој збор јас го смислим. Многу се смеев, со некои луѓе, тоа е многу сладко, имаше па некој, не ги кажуваа зборовите. Мојот збор, ама викам чекај малце застани. Кој постои прво? Ти или јазикот? Ти секогаш ќе бидеш повеќе на јазикот колку што јазикот ќе биде твој. Тој ти ги знае сите мани на сите фамилија, сите среќи на сите фамилии. Тој чул се што се случило пред тебе и ќе слуша се што се случило после тебе, ќе пишува и ќе твори. Ти си само во еден дел момент и тебе ти се случила таа среќа, так да го смислиш тој збор. Дај не ги, бидејќи знаеш како? Јас имам 150 спора, ќе те барам, ќе ти ги дам. Добро. Има звонам, да се видиме за зборове, разбираш како кој знае каква
Да видам, а ќе пишете јас дека ви ги пратив, да, бидејќи за оние зборови кои ни се испратени секогаш од луѓе, на крајот од описот, сега не го пишаме прво, туку на крајот пишаме овој збор ни беше испратен од Изабела, тој збор ни беше испратен од Виктор, секогаш се да, браво да пукне, ама сега нема грандиозна сепак зборот е на сите нас и ти си имал среќа да не го пренесеш зборот. Јас мислам дека ова нема да ни биде нас прв подкаст и прво интервју. Мислам дека дефинитивно ќе снимаме повторно, ќе снимаме околу сати 40 и нешто минути, имам уште за отприлика толку. Ама нека биде ова само еден поздрав до сите кои ја следат твојата работа, нека биде поздрав за тебе и ти благодарам што си инспирација и што има желба да ги збориш овие работи и што кога ги збориш вистински се гледа зошто го правиш ова. Да, фала ти. Бидејќи секогаш кај луѓето кога го почнуваат нешто од љубов, капитализмот е таков да сака да ја компрометира љубовта. И ретко кој одолева на таа компрометација на нешто што го сакаш. Знаеш, сигурно ти можеш утре со било кој партнер, бренд или што и да е да имаш соработка, но ми се допаѓаше таа твоја искреност. Луѓе, ако правите нешто добро, верувајте дека јас ќе ве промовирам на мојот Инстаграм профил. И тоа е као една ода за сите луѓе кои што имаат хобиња, ако плетеш, ако сакаш да правиш било какви предмети, ако не мора да мислиш дека тоа во еден момент треба да го продаваш и ти материјално да заработуваш од тоа. Доволно е духовно да заработуваш низ твоето хоби, а можеби вредосно на тоа па и да го менуваш општеството во кое живееш. Ти благодарам многу, Изабела. Фала ти на тебе. Се надевам, мене ми беше голема чест и задоволство што имавме ваков убав инспиративен разговор. Се надевам дека инспириравме некој. Јас се надевам. Верувам дека ќе инспирираме. Да најде простор да направи нешто добро за себе си, за околината, да почне некој хоби, затоа што како што кажа на крајот од денот да си има хоби во ова време е дефинитивно луксус. И јас мислам дека можеме да си го приштиме сите тој луксус со слободното време да направиме нешто, а посебно кога тоа хоби прави нешто добро и за тебе и за сите околу тебе. Да бидеме во улога на создавач. Повеќе создавачи да бидеме луѓе. Ви благодарам и уживајте. Фала многу.